Гледате дневник на регионалната К1 телевизија. Настанете кој информативната редакција ги одбра за денес, ки донесуваме веднаш по најавите. Гледајте не. Во Основниот суд во Велес продолжи судењето на осомничените за убиството на Лазо Милушевски од село Ореше. Сакаме чист воздух и здрава животна околина е пораката на овогодинешниот марш на мирот. Собранието на Република Македонија ја изгласа Ермира Асани Салија за член на Државната изборна комисија. Во Основниот суд во Велес продолжи судењето на осомничените за убиството на Лазо Милушевски од село Ореше. Сведочеше вештото лице кое го вршело полиграфското тестирање на Златко Арсовски. Одбраната на осомничените смета дека на судскиот процес после ова судење му се дава нова димензија. Сведочењето на вештото лице кое работело на полиграфското тестирање на Златко Арсовски за одбраната на осомничените во случајот платено убиство на Лазо Милошевски е можност за доказ дека целиот случај е наместен. Бранителот на осомничените браќа Ѓоргиевски, адвокатот Давидовиќ, вели дека срамно е што документот за полиграфското тестирање се појавува дури по 9 години од започнување на судскиот процес. Ова што денес го изјави полиграфистот покажува две работи. Дека 2005 и 2007 година се вршени полиграфски вештачења во кој полициски службеник, полиграфист кажал дека Арсовски Златко не знае ништо за настанот и тогаш 2008 година некој паметен од полиција со такво вештачење ги апси моите клиенти врз основа на исказ на Арсовски Златко. Тоа покажува колку е предметот наместен, она што цело време го тврдевме. Коста Нојков, адвокат на Ѓоре Петревски, обвинет како нарачител на убиството на Лазо Милошевски, вели дека интересно ќе биде следното рочиште, за кога се очекува да се дознае што содржи третото вештачење, кој всушност тие знаат дека постои, но се уште не ја знаат неговата содржина. Неговиот исказ произлезе дека во овој предмет имаме правено 3 полиграфски тестирања над тогаш заштитениот сведок, а сега сведок Златко Арсовски. Сега ќе биде интересно едно од вештачењата кој што се уште го нема во предметот што има во него. И точно заради тоа е одложен денешниот главен претрес. Ја очекуваме разврската на 1 ноември. На 2 декември 2005 година во село Ореше убиен е 71 годишниот Лазо Милошевски. Ноември 2008 година полицијата ги приведува браќата Ордан и Љупчо Ѓоргиевски како осомничени дека го сториле убиството. Неколку години потоа екстрадиран од Америка Ѓоре Петревски, осомничен дека го нарачал истото. Судот во Велес досега за овој случај има изречено 4 пресуди. Сите беа обжалени и повисокиот суд ги враќаше одново на судење во Велешкиот суд. Ова е првиот случај во Македонија во кој се суди за платено убиство. Еден од главните приоритети на градоначалникот Славчо Џадиев и ВМРО ДПМН беше спроведување на законот за легализација на бесправно изградените објекти, велат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Законот за легализација на бесправно изградените објекти донесен од владата предводена од ВМРО ДПМН се покажа како особено важен за граѓаните на Велес. Истиот беше приоритет во 4-годишниот мандат на градоначалникот Славчо Џадиев. Целта на истиот е граѓаните да добијат стамбена сигурност за 1 евро по метар квадратен, да ги легализираат своите семејни куќи, рече Томе Велинов од ВМРО ДПМН. Бројките покажуваат дека досега оваа можност ја искористиле 9477 граѓани. До Општина Велес поднесени се толку барања за стекнување на правен статус на бесправно изградените објекти. Досега дури 56,9% од нив се завршени и донесени се решенија за легализација, односно над 5400 велешани добиле решение со кое го легализирале објектот кој од најразлични причини бил дивограден. Според Велинов, легализацијата на дивоградбите е проект од кој директна корист имаа 1/4 од граѓаните на Велес. Со истиот се излезе во пресрет и на социјално најзагрозените семејства, истакна Велинов. И додека ВМРО ДПМН преку напорна работа ја спроведуваше довербата дадена од граѓаните,
СДСМ постојано и гласно критикуваше и обвинуваше дека ВМРО ДПМН реализира популистички мерки. Од ВМРО ДПМН порачуваат дека нивното политичко дејствување значи да се изнајдат решенија и за најтешките прашања. Овој начин на работа граѓаните ќе го препознаат и ќе ни ја дадат поддршката на 15 октомври, порачаа од партијата. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес излезе и со втора пресконференција за вработувањето на сопругата на советникот Иван Ивановски. Од партијата велат, пред една недела на велешката јавност го презентиравме случајот за непотизам што СДСМ го врши во посебното основно училиште Маца Овчарова со вработувањето на сопругата на советникот од СДСМ Иван Ивановски. Но наместо одговор и објаснување пред велешката јавност, СДСМ испрати подценување и невидена ароганција. Одговорот за вработувањето на сопругата на советникот Иван Ивановски од СДСМ дојде токму од него, а не од посебното основно училиште Маца Овчарова. Тоа е подценувачки и арогантно. Со ова само се засилуваат сомнежите за тоа на каков начин е вработена сопругата на Ивановски, велат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Додаваат дека пред изборите забранети се вработување во државни институции, а законот треба да важи за сите. Во изјавата, советникот Ивановски не се обиде да го прикрие вработувањето, туку сето тоа лично го потврди. Тој се правдаше дека било реализирано по закон, но законот е јасен. Пред избори се забранети сите вработувања во државните институции. Тоа важи за сите, како за останатите граѓани, така и за роднините на функционерите од СДСМ. На јавноста е познато што се случува со овој случај, како што велат непотизам во Маца Овчарова, а од раководството на училиштето молк. Од партијата запраша: Зошто немаше јавен оглас за вработувањето? Дали токму сопругата на советникот Иван Ивановски беше најквалификувана за ова работно место? Дали на овој начин му се компензира на Ивановски што тој не се најде повторно на советничката листа? Дали СДСМ на овој начин ќе купува мир поради големото незадоволство што владее помеѓу членовите на партијата од составувањето на советничката листа? Ова ли е животот кој велевте дека ќе го донесете? Од ВМРО ДПМН порачаа дека на граѓаните не им се потребни навредливи пресконференции, туку работа, проекти и подобар живот за сите. СДСМ со обвинувања за градскиот стадион. Велат општината се пофалила дека инвестирала 600.000 евра за реконструкција на истиот, но вештачката трева е донација од УЕФА. Столчињата од ФФМ, осветлувањето пак е донација од Кочо Ангјушев. Од општината со реакција во која се вели дека општина Велес само за поставување на теренот вложи 80.000 евра. СДСМ упати критики до локалната власт во врска со градскиот стадион. Велат општината се пофалила дека инвестирала 600.000 евра за реконструкција на истиот, но вештачката трева е донација од УЕФА, столчињата од ФФМ, а осветлувањето пак е донација од Кочо Ангјушев. Обвинија и за 4 паднати бандари на стадионот од невремето пред неколку дена. И не се срамеа Чадиев и ВМРО ДПМН да се пофалат дека градскиот стадион бил за одигрување на превари до полуфинале на Лига на шампиони, а тука не се играше ниту квалификации за Лигата на Европа и досега ниту еден надпревар од меѓународен карактер. Тартан патеката на стадионот не е за употреба, обвини Ивановски. На пресконференцијата писмена реакција испрати општина Велес, во која меѓу другото пишува: за да биде вистината на виделина, ќе им појасниме на господата од СДСМ дека општина Велес успеа да ја издействува донацијата на теренот со вештачка трева, која е најдобар во цела Македонија, но претходно се направи голема подготовка. Општина Велес само за поставување на теренот вложи 80.000 евра. Средствата се за ископ на земјен материјал, набавка на сепариран материјал, замена на дренажни цевки, метални решетки за дренажен канал. Општина Велес изврши подготовка, односно бетонирање на делот од трибината на кој се поставија столчињата.
Во текот на 2016 исплатени се на 68.000 денари за поставување на металната врата на влезот на стадионот. Веќе е издаден налог во вредност од 1 милион денари кој е наменет за реконструкција на делот од трибината каде не се поставени. Освен овие зафати, се изврши целосно реновирање на соблекувалните и просториите за официјални лица. Што се однесува на фактот какви надпревари се играат на стадионот, потребно е да се знае дека ФК Борец и останатите клубови се раководени од сопственици, управни одбори или одредени раководства кои сега имаат најдобри можни услови за одигрување на надпревари. Нивна е одговорноста да состават добри екипи кои ќе играат висококвалитетни надпревари, се вели во реакцијата на општина Велес. Кривичните пријави поднесени до градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов од страна на СВР Велес беа тема на денешната пресконференција на СДСМ. Жаклина Тимова од општинската организација вели дека овие кривични пријави го потврдувале криминалот на ВМРО ДПМН. Градоначалникот Апостолов пак смета дека сите тие пријави се политичка хајка против него. Трите кривични пријави поднесени против градоначалникот во заминување Ванчо Апостолов го потврдуваат криминалот на ВМРО ДПМН во општина Неготино, за кој со години ние ја предупредувавме јавноста, изјави на денешната пресконференција Жаклина Тимова од општинската организација на СДСМ Неготино. Таа додаде дека Апостолов се товарел за злоупотреба на службената положба, со што го оштетил буџетот на општината за десетици илјади евра народни пари. Ова е доказ дека Апостолов успешно го следел примерот за криминално работење на неговиот шеф Никола Груевски и работел спротивно на законите за лично криминално богатење на сметка на граѓаните. Граѓаните одамна го препознаа криминалното, расипничко и деструктивно владење на ВМРО ДПМН, како на централно, така и на локално ниво. Од локалната самоуправа со спротивен став. Од таму велат се работело според законите на Република Македонија. Ова е политичка хајка против актуелниот градоначалник како функционер на ВМРО ДПМН. Во врска со изградбата на фотоволтаични централи рудина енергија, Советот на општина Неготино не може да овозможи изградба на инфраструктура, бидејќи е поскапа за 20 до 50 пати, отколку средствата кои се определени за комунали. И тоа е пракса во повеќе случаи, не само во општината Неготино, во цела држава, па и во целиот свет. Во врска со третиот случај за назначување на ВД директор, градоначалникот појасни дека инспекторатот на Министерството за образование е надлежен и е должен да ја извести општина Неготино, односно градоначалникот. Вчера вечер лица кои за себе велат дека се реформатори на ВМРО ДПМН одржаа панел дискусија во Велес. Петар Богоевски како иницијатор вели дека целта на трибините е да се развијат внатрепартиските реформи во ВМРО ДПМН и додаде дека партијата мора заеднички што помасовно да ја вратат во вистинската насока да делува за народот, бидејќи според него ВМРО ДПМН била и ќе остане народна политичка партија од и за народот. Овој тип на средби или овој тип на состаноци дава дополнителен импулс за развој и на внатрепартиската иницијатива за реформи во ВМРО ДПМН или овозможуваат на непосреден контакт помеѓу нас и членовите на партијата за да продискутираме за главните идеи на иницијативата, да продискутираме за суштинските реформи во партијата, да продискутираме за отворените прашања кои остануваат во јавноста недоволно разјаснети, можност да промовираме наши локални активисти, луѓе кои припаѓаат на регионалните или општинските изборни штабови. Денеска во Велес се одбележа Светскиот ден на мирот 21 септември со мирен марш за право на чист воздух. Сакам чист воздух, здрава средина. Се надевам дека дишам, се дел од пораките испишани на транспарентите со кои учениците го одбележаа денешниот ден.
Сакам чист воздух, здрава средина, се надевам дека дишам. Се дел од пораките испишани на транспарентите со кои учениците од неколкуте основни училишта и средното училиште Кочо Рацин го одбележаа 21 септември, светскиот ден на мирот. Со засадување на зелени садници како символ за чиста и здрава животна средина, ја испратија првата порака за чист воздух. Сакаме чист воздух и здрава животна околина е пораката со која се движеше овогодинешниот марш на мирот. Средината во која што живееме и животот на нашите млади е приоритет број 1 во нашето обстојување. Значи, овој ден, оваа година го посветуваме на здравата човекова околина. Чист воздух, здраво поколение. Не е порака која што е првпат да се чуе, таа е порака која што треба да допре до секој човек, до секое живо суштество, бидејќи животот, здравиот живот пред се е многу битен за обстојувањето на нашите млади деца. Литературен конкурс на тема Сакам чист воздух исто така беше дел од оваа организација. По завршување на маршот, сите ученици кои учествуваа на конкурсот добија пофалници. Маршот на мирот е во организација на членовите на мировната организација при првата детска амбасада Меѓаши. Оваа година дел од мировниот марш беа и децата од детската градинка Димче Мирчев Велес. Во Неготино денеска започна традиционалната тридневна стопанско-туристичка манифестација Неготински панаѓур. Околу 600 тезги се поставени во централното градско подрачје. И годинава се очекува панаѓурот да биде посетен од голем број граѓани и гости од други места. Манифестацијата традиционално се одржува секоја година на верскиот празник Мала Богородица. Во Неготино денеска почна традиционалната тридневна манифестација Неготински панаѓур 2017. Околу 600 тезги се поставени во централното градско подрачје. И годинава има голем број производители и трговци кои нудат најразлични производи за потребите на сите граѓани без разлика на нивната возраст. Раководителот на оделението за финансии и даноци при општина Неготино, Методи Данаилов, вели дека се изложени најразлични видови на артикли, како облека, храна, обувки, техника, пластика, бижутерија, играчки и многу други производи. Тој нагласи дека и годинава се очекува панаѓурот да биде посетен од голем број тиквешани, но и гости од другите места. Манифестацијата традиционално се одржува секоја година на верскиот празник Мала Богородица. Започнува од 21 септември, а завршува на 23. Во деновите на Неготинскиот панаѓур, Неготино е отворено и подготвено да ги пречека сите добронамерни гости и посетители. Просечната месечна исплатено нето плата по вработен во јули 2017 година во однос на јули 2016 се зголемила за 1,5%, објави Државниот завод за статистика. Ова зголемување е резултат на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите стручни, научни и технички дејности за 10,4%, рударство и вадење на камен за 8,7%, информации и комуникации каде што зголемувањето изнесува 5,6%. Просечната месечна исплатено нето плата по вработен во јули 2017 година изнесува 22.671 динар. Во јули 2017 година 1,3% од вработените во Република Македонија не земале плата. Вестите од земјава. Со 98 гласа за и ниту еден против, Собранието на Република Македонија ја изгласа Ермира Асани Салија за член на Државната изборна комисија. Таа беше предлог на движењето Беса. Со мнозинство, Собранието ја наименува и Анита Ангеловска Бежовска за вице-гувернер на Народната банка на Република Македонија, која доаѓа на предлог на гувернерот Димитар Богов. На седницата е верификуван и мандатот на пратеникот од движењето Беса Неџмедин Карајмани, кој доаѓа на местото на Билјал Касами. Министерството за надворешни работи на Република Македонија информира дека засега нема сознание за македонски државјани погодени од земјотресот во Мексико, согласно комуникацијата остварена со надлежни служби.
Во соопштението се вели дека македонската амбасада во Соединетите Американски држави е во контакт со мексиканските институции за било какви информации. Додаваат дека состојбата се следи и дека за било какви дополнителни информации навремено ќе информираат. Ураганот Марија, кој досега однесе 14 животи на Карибите, утрово повторно зајакна во близина на источниот дел на Доминиканската република, соопшти Американскиот национален центар за урагани. Се наведува дека ураганот од трета категорија се наоѓа на околу 90 км северно од одморалиштето Пунта Кана и дека со себе носи ветрови со брзина од 185 км на час. Ураганот Марија вчера предизвика пустош во Порто Рико. Вестите од светот. Турската полиција приведе десетмина наводни поддржувачи на Курдската работничка партија во операција што беше спроведена во 10 истанбулски квартови. Приведените се осомничени за укажување на помош на ранетите борци по судирите со турските сили за безбедност во југоисточниот дел на Турција, јави турската телевизија NTV. Полицијата смета дека осомничените им помагале на повредените сепаратисти да избегаат и договарале тајни лекарски интервенции. Курдската работничка партија води вооружени борби против Турција од 1984 година, а Анкара, Европската унија и Соединетите Американски држави ја сметаат за терористичка организација. Светската здравствена организација соопшти дека во светот не достигаат ефикасни антибиотици поради зголемената отпорност на болестите на лекови. Нема доволно нови антибиотици чиј развој е во тек за да можат да се лекуваат неотпорните инфекции, како што е туберкулозата од која умираат речиси 250.000 луѓе годишно, предупреди СЗО. Итно е потребно поголемо инвестирање за истражување и развој во областа на лекување инфекции отпорни на антибиотици, вклучувајќи ја и туберкулозата. Во спротивно, ќе се вратиме во времето кога луѓето се плашеа од вообичаени инфекции и ќе биде ризично човек да се изложи на мал хируршки зафат, рече генералниот директор на СЗО Тедрос Адхан Хебреус. Има 12 класи на патогени кои се одговорни за вообичаени инфекции, како што се воспаление на белите дробови или инфекции на уринарниот тракт, кои се повеќе се отпорни на постојните антибиотици, соопшти Светската здравствена организација. Утре ќе имаме свежо утро со утрински температури од 5 до 13 степени, а во текот на денот ќе биде умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и свежо време со дневни температури кои што ќе се движат во интервал од 12 до 25 степен. Во сабота и недела невообичаено свежо утро за овој период од годината со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 1 до 10, односно од 2 до 11 степени. А во текот на денот ќе биде претежно сончево време со појава на локална облачност и пораст на дневните температури кои што ќе се движат во интервал од 14 до 27 степени. Со кратките метеоинформации го заокружуваме овој информативен преглед. Ви благодарам на вниманието.